Добар ден, почитувани гледачи. 24 септември, лето господово 2018. Вие сте секој понеделник со мене, јас сум Саша Ордановски во студио 1 на Еден телевизија, најбрзо растечката нова телевизија на македонскиот телевизиски во македонскиот телевизиски етер. Денес ќе се дружиме од 2 попладне до 10-11 навечер. Се надеваме дека програмата што се подготвува и она што ќе го емитуваме ќе биде доволно интересно за вас, да ве залепиме како со лепак за малите ТВ екрани на фреквенциите на Еден телевизија. Но денот ќе го започнеме со двајцата мои гости во студиото. Прво ќе ја представам дамата Слободенка Јовановска, Жижи, наша долгогодишна колешка, главен уредник на весникот Независен. Здраво, Жижи. Здраво. Со тебе ќе поразговараме откако со нашиот резидентен метеоролог Славчо Поповски ќе поразговараме за тоа што ни се случува во Македонија со годишниве времиња. Некако, Славчо, живееме во едно продолжено, тоа се вика циганско лето, ама некако Македонија и Скопје особено секогаш биле најубави во овие септемвриско-октомвриски месеци, кога температурата е се уште топла, а не онака баш да се зогрее. Што се случува со температурата? Какви се прогнозите за наредниве денови? Па веќе од ова попладне очекуваме значителна промена на времето, што значи ќе започне да дува засилен до силен ветер од северен правец, најпарен во северните, а потоа и низ целата наша држава. Ќе има зголемување на облачноста и услови за слаб локален дожд, претежно на запад и на север од држава. Од кај доаѓа тој бран? Од соседството или негде од подалеку? Овој бран се спушта од североисточна Европа, значи од Русија. Ветерот понекаде ќе достигнува брзина дури до околу 80 км на час, што значи ќе биде доста силен. Ќе продолжи да дува и во следните денови, температурите ќе бидат во паѓање дури за 10 до 15 степени во однос на сегашните. И веќе од утре максималните дневни температури ќе се искачуваат во интервал само од 15 до 23 степени. Значи време е за есенска гардероба. Точно, да се вадиш, да, шегата завршува. Да, додека рано наутро понекаде веќе температурите ќе се спуштаат и под нулата, особено на повисоките места и на планините. Некаде читав дека потоа пак ќе дојде до некој затоплување. Ќе има ли такво нешто на крајот во октомври? Па ќе има, да, ама некое минимално затоплување, значи не треба повеќе да очекуваме вакви температури. Што зима не чека, Славчо? Ќе има ли остра зима, студена или ќе биде блага како минатата? Според моменталните анализи, значи кои ги направивме ние, истата треба да биде со нешто повеќе врнежи и постудена за разлика од изминатите. Кога нема постудена? Да. Тоа значи кој тргнал ајвар да прави октомври му е месецот, иначе после може да ги поле, ама до душе во ноември треба биде готов веќе ајвара, треба да се мачка, да се јаде. Точно така. Добро, Славчо, да кажам само уште ова, дека ние редовно ќе имаме временски прогнози на Еден телевизија и практично редовно ќе те гледаме на нашите програми со најави за тоа што не очекува како некакво, да кажем, небото што ќе ни донесе. Ние пред да влеземе во студиото, надвор беше прекрасно, дури малку топло време, сега слушам се раздува жестоко и така. Рано полека стигнува. Така. До вечер ќе врне ли до вечер? До вечер, значи претежно на запад и на север има услови за слаб локален дожд, како и во Скопската котлина. Ноќеска да се вадат кебиња, тоа е препораката. Добро, јас му благодарам на Славчо. Се надевам дека овие совети ќе ги се сватите сериозно, бидејќи кој е зимрлив, ќе треба вечер, нема веќе кратки ракави, нема веќе летни гардероби, ќе мора нешто да се земе за да се загрееме.